Сопиште станува се поатрактивна локација за живење. Тоа се должи на асфалтираниот пат во должина од 20 километри, ново изградениот водовод и канализациона мрежа. Истакнаа граѓаните на Сопиште пред лидерот на ВМРО ДПМН, кој денеска ја посети оваа општина. Груевски беше информиран дека изградбата на вториот крак од канализацијата е стопиран, бидејќи за него не биле предвидени пари во ребалансот на буџетот. Сега што го видов новиот буџет, односно ребаланс на сега што го правиа, не ги видов средствата за завршување на вториот крак за канализација. Така да не знам како планираат да обезбедат средства. Ние ги имавме планирано во повеќе буџети. Секоја година дополнителни средства стават. И општината помагаше и ние и преку Министерство за финансии. И така се исплаќаат средствата. Сега за преку ребалансот не видов средства. Не знам како планираат и да го довршат проектот. Наредната недела предвидено е и почеток на изградба на повеќенаменско игралиште во Ракотинци, едно од 6 во општина Сопиште. Најпрви се упатив на местото во Сопиште каде што практично се заврши однос ветениот регионален пат од Кисела вода Припор до Сопиште. Исто се заврши, тоа е 4 км, исто се заврши и патот од центар до Сопиште, 7 км. Тука е завршена и првиот крак од канализационата мрежа, кој што беше наше ветување и за кој што е склучен договорот речиси 5 милиони евра, многу значен за овој дел од Сопиште. Сега треба се гради вториот крак. Во разговор со Владо Мисајловски, поранешниот министер за транспорт, дознав дека има скратување во делот на финансиите за вториот крак, што загрижува, доколку е тоа точно, тогаш може да дојде до прекина договорот. И во оваа прилика апелирам до актуелната влада да не го прекинува договорот, да го изгради вториот крак од канализационата мрежа, за кој што веќе е склучен договор, затоа што тој е многу важен за жителите што живеат тука. Како што кажав, истовремено се гради и Патишка река водоводот, околу 50% веќе е изградено и градбата е во тек, треба да заврши некаде до нова година. Со Патишка река 12 населени места ќе добијат снабдување со вода или подобро снабдување со вода. Првиот човек на ВМРО ДПМН и вчера имаше обемна работна агенда. Тој оствари посета на повеќе населени места од Мавровско-реканскиот крај и регионот на Центар Жупа. Таму Груевски изврши увид во градежни активности, спортски игралишта, фитнес зони, новоизградени патишта, културни центри. Се сретна и со граѓаните од овој регион, кои го информираа лидерот на партијата за своите барања и потреби.